До сега општина Кавадаци немала ваква реализација на буџет од 40% во првиот квартал, затоа што првиот квартал е најтешкиот, оние јануари, февруари, март месеци се на некој начин непродуктивни, затоа што градската сезона не е почната, решењата на данок на имот се издаваат на крај на март, а тоа нашите основни приходи, ние не сме комерцијално посветени, така да тие се единствени приходи кои што општината ги остварува по однос на собствен буџет. Едни од клучните приходи. Покрај тоа, да не забораваме да спомнеме, во комуналната изградба има работи кои што се надвор од нашиот буџет, а се многу значајни. Тоа е 2.200.000 евра грантот кој што го имплементираме и го остваруваме, добиен од КВФ банка заедно со Сојузна Република Германија, имплементиран заедно со Министерството за транспорт, и тоа е комплетен грант од 2.200.000 евра и комплетно средување на атмосферските води, канализациона мрежа и водоводна мрежа во централно градско подрачје, периферии во општина Кавадарци, и е за поздравување што и динамиката на изработка оде во добар правец. Да не ги забораваме да ги спомниме во делот на комуналната и инфраструктурната изградба, брушени водоворот кој што не е аплициран и добиен преку владата, преку ТАФ програмата, сериозна инвестиција од 600.000 евра, која што е во завршна фаза, и сега е во таа трета фаза започнување на приклучоци на нови водомерија. Тоа е 750 приклучоци, кое што воопшто не е незначително, него е многу голем благодет. Исто преку таа програмата патот за Дреново комплетна рехабилитација, проширување и реконструкција на самиот пат, кој што е исто од 600.000 евра инвестиција. Преку Дирекција за регионален развој имаме два проекта, едното отпочнат, асфалтирање на 1 километар во село Бохула. Исто преку дирекцијата имаме за воведување работа од понеделник и ќе биде асфалтирана улицата во населбата Дисанска, поточно парк населбата Новата зградите. Во делот преку планскиот Вардарски регион имаме повеќе проекти. Едниот проект кој што е веќе тендериран и е во завршна фаза е набавка на противпожарните возила, така да општина Кавадаци ќе добие противпожарно возило. Може би ќе треба мало кофинансирање од општината, ali тоа ќе излезе после аукциите која што ќе заврши во Вардарски регион. Да не забораваме дека два проекта кои се одобрени од швајцарската агенција, и тоа се комплетно грандови. Едниот проект е од 19,5 милиона денара за правење на регионален стационар со седиште во општина Кавадарци, и ќе бидеме првиот регион, а и првата општина која ќе имаме стационар за згрижување, лекување, негување, нега и комплетен третман на куќиња бездомници. Така да тоа е еден голем исчекор, голем потек. Исто преку швајцарската агенција имаме поднесено веќе во одобрување проект за реконструкција на опожарениот дел во делот на Црвен крст, каде што општина Кавадаци имаше свој имот. Таму се поднеси проект за комплетно реконструирање, односно градење на нови 6 апартмани, кои што заедно со Црвен крст и со социјалното од Кавадаци ќе функционира во делот на луѓе кои што во некој момент останале без собствен дом од различни причини. Тоа се 6 апартмани за временно сместување на луѓе, плюс возило за транспорт и комплетна нега на исти луѓе до нивно враќање во првобитна состојба на нивните имоти. И мислам дека имаме уште неколку проекти кои што не се одобрени, а буквално очекувам да бидат, а тоа е, мислам, одобрен, а не е тендериран, тоа е градскиот или пливачкиот базен кој што треба да го правиме преку Агенција за млади и спорт. Верувам дека со овој ребаланс кој што помина сега на владата, дека ќе биде тендериран и да го еднаш изградиме тој базен, пред се за намена за образованието основно и средно, меѓутоа и во делот на рекреација на нашите сограѓани. Исто проектот е одобрен преку Министерството за труд и социјална политика за градење на регионален центар
за деца со посебни потреби и со комплетен нивен третман во делот на нивна рехабилитација, нивна грижа, згрижување, проект од 700.000 евра, каде што секое дете според потребите кои што ги има во делот на хендикепот, ќе си добие соодветен третман во соодветно време. Со тоа че се возможи можности постоечката централна градинка да ја прошириме уште за 3 паралелки и мислам дека движиме во прав правец. Оние покрупни проекти кои што ги оставаме до година веќе се во завршна фаза, за спористите сали 4 кои што треба да ги овозможиме да ги направиме по Сопот, Марена, Глишич, Возрац и Дреново. Имаме доста за асфалтирање и четвртата фаза од заемот со грант на општините. Ќе имавме 1.200.000 евра за користење и се изградија повеќе, се реконструираа повеќе улици, вклучувајќи последна Дисанска. Сега на 15 август четвртата фаза, меѓу првите општини сме што влегуваме во четврта фаза, ќе биде Димит Анџел Габерт улицата, Видео Смилевски, Слога и дел од булевар Цветан Димов Мисечине, така да и комплетна ревизација на тие проекти ќе има. Меѓутоа општина Кавалаци работи доста и на подобрување на сообраќајната сигнализација, на безбедност со патиштата. Имаме тендерирано 2 нови семафори. Едниот семафор ќе биде поставен на самата раскрсница кај градската капела, пошто е доста ризична и така проценета, одобрен проект, тендерирано, а другиот семафор ќе биде поставен на улица Шишка, на раскрсницата баш кај спојот со општата болница. И нормално по сите селски средини имаме тендер за села, така наречен, кај што имаме доста поплучување, негде околу 7-8 метри за поплучување, асфалтирање и имаме во моментот и доградување на канализациона мрежа во село Раец. Бензинска пумпа ДМД Оил.